НАТО не ја менува одлуката во врска со членството на Македонија во Алијансата и се надева дека владите на Македонија и Грција ќе најдат решение за надминување на спорот, изјави помошникот генерален секретар на НАТО за политички односи и безбедносна политика Дирк Биргелман по денешната средба во Скопје со министерот за надворешни работи Антонио Милошовски. Но тоа што е важно да се напомене дека ние ќе продолжиме да соработуваме во рамките на акционот план за членство и се надевам дека ќе постигнеме понатамошен успех во идењето. Првиот човек на македонска дипломатија Антонио Милошовски го повтори ставот дека членството на Македонија во НАТО е стратешка цел на владата. Ништо помалку, ништо повеќе и Република Македонија му припаѓа на НАТО толку колку што и НАТО и припаѓа на Република Македонија, а сметам дека таа врска е многу длабока и силна. Во врска со судскиот процес кој го води Македонија со Грција пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг, Милошовски истакна дека ова е процес каде НАТО како организација не е субјект, а ниту пак странка. Од судот не очекуваме да го оценува однесувањето на НАТО како организација, туку однесувањето и постапките на Грција како страна од времената спогодба, која што е најзначајниот билатерален документ во однос на македонско-грчките односи. И без разлика на правната димензија, меѓународно правната димензија на овој судски спор, политичката посветеност за продолжување на македонско-грчкиот диалог постои и се надеваме дека и во иднина со еден конструктивен пристап ќе можеме да создаваме услови за приближување на позициите со конечна цел да го надминеме билатералниот спор. Бренгелман додаде дека НАТО останува на важноста да ја задржи соработката во регионот, посебно со Македонија. And we remain committed to the decision that сме посветени на тоа да ја направиме оваа земја членка на Алијансата, секако откако ќе се постигне некаков договор со владата на една од нашите членки, тоа е Грција. Бренгелман вчера оствари средба со премиерот Никола Груевски. На средбата, меѓу другото, како што информира владините прес-служби, станало збор и за конкретниот придонес на земјата во меѓународните мисии.